многу причини зашто им кажувам на луѓето да останат во срцето, а не во умот. Срцето знае како да се идентификува себе со највисокото, со најдалечното, со најдлабокото. Во случајот на умот тоа не е така. Умот се обидува да се идентификува себе со предмет, со личност, со нешто ограничено. Но таа идентификација не е чиста, ниту целосна. Кога умот се обидува да се идентификува, умот гледа на предметот со окото на двоумење, ако не е вистинско сомневање. Но кога срцето сака да се идентификува со нешто или некого, го употребува чувството на љубов и единство. Кога срцето сака да види нешто, го гледа безрезервно. Но кога умот сака да види нешто, се обидува да го одложи и одвои. Срцето поедноставува, умот комплицира. Умот несвесно добива задоволство од нешта што се сложени и збунувачки, но срцето добива радост од нешта што се едноставни. Ова извадок од книгата Духовниот живот од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.